Почитуван заменик министер за финансии, почитувана председателка на Комисијата за финансирање и буџет, колеги претеници, медиуми. Еве втор ден имаме расправа по најважниот документ во државата, тоа е буџетот, односно ребалансот на буџетот. И овдека од нашата десна страна стои и односно седи целата претходна влада на Република Македонија. И сега овие талентиве кои што 7 години ја урнисува, ја унаказаа државата, како на надворешно-економски план, така на финансиски план, сега тие ќе ни беседат тука како се води држава и ќе ни зборуваат за буџети. Господине Спасовски, само едно треба да знаете, дека со овој ребаланс на буџетот има средства за вашите обврски кои што вие ги направите во Министерството за внатрешни работи, каде што беседевте скоро 10 години. Тоа е факт. И сега тука ни зборувате за некакви реформи во судството, во обвинителството и така натаму. За какво судство, за какво обвинителство? За она кое што обвинителите и судиите доаѓаа по нарачка од штабот на Бихачка? За оние суди и обвинители кои што имаат 2% доверба во населението, во граѓаните? Дали знаете дека граѓаните се гневни заради таквото работење на судиите и обвинителите? Граѓаните велат: почитувани пратеници, скратете ги средствата на овие обвинители кои што имаат само 2% доверба, но овие судии кои што се уште судат по нарачка на кланот Заеви и по нарачка од штабот во Бихачка. Но сега да се вратиме малку и на реалноста. Мораме да кажеме дека кога се го преземавме Министерството за финансии, сега конкретно за Министерство за финансии, девизната сметка беше само 40, односно имаше 47 милиони евра, а следеше обврска за истиот износ. Односно, сметката била на нула. За само 12 месеци покажавме како се работи. Дека се во фокус стручност и одговорност, може да се постават здрави темели за вистински економски развој. Буџетскиот дефицит е намален, јавниот долг е намален за 36 милиони евра и неговото учество во бруто домашниот производ е намалено за 4,7% поени. Исплативме 500 милиони евра оврзници и ја стабилизиравме ликвидноста без нови шокови. Вие сега ќе ни зборувате за задолжување. Бев член на Комисијата за финансирање и буџети во претходниот состав. Секоја нова седница, секој нов ден имавме ново задолжување. Затоа, господине Спасовски, седете, наведете ја главата, земете една тетрадка поголема и пенкало, пишете, учете, за да знаете како се води економија и држава. Благодарам.